Значи, у ова сум најболи, дечки, значи тоа ви гарантирам. У бутел имам втора награда земена. Бз. Ти си. Кебапи се ова, не е тоа. Кебапи се тоа. Ајде, дечка, ова беше некој нежен, ова си ти. Јоктор, ајде. Само да знаело, уште една шака утнело и ти идеш во Охрид на репортаж. Добро, една шака утнело, идело во Охрид, ајде мај. Ти си, така? Ти си, па знам дека си ти. Давајте му картиша, јас чека да се пресоблечам. Што? Па не знае да каже ништо студио вика цело време, така да ти го јадеш. Еј, ме за човече. Нема за тоа е се. Добро, ајде, дајте ми картица. Значи, шефот ке ти плати, земи фискални само. Леле, кој ќе патува со автобус? Шпица! Лека ноќ, вие гледате вчерашни новости, единственото место од каде секоја недела дознавате последни. Лека ноќ и од мене. Освен Телма, во моментов одиме во живо и на Facebook. Јас сум Јелена и Александар, вашите водители од студио. Студио е фора од 7 епизода. Еве што ќе гледате, останете со нас. Откриваме зошто се напнати скопските вулканизери. Скиснав у Каналов, скиснав на Дезалица. Вчерашни тест. Кој е по-новинар, Мартин или Маја? Мартин? Не знам. Ексклузивно, полициска акција од најтежок вид. Вчерашни на терен, дали Охрид стана Атлантида на Балканот? Јас ги повикувам сите, ние сме овде човеколюбци, да дојат Охрид. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Проширете ги хоризонтите. Искористете секоја пречка за поголем залет и продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV Кама на Peugeot. Далеку пред сите. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Биотеа, инспирирани од природата. Многумина од граѓаните ги сметаат пратениците за оддалечени од обичниот човек и од гласачите. Но со последната собраниска седница за интерпелација на владата се докажа дека не е така. Пратениците како никогаш досега се загрижени за граѓаните и ќе направат буквално се за нив. Фудбал или собраниска седница? Прашање кое ги мачеше многу македонци. Сепак, граѓаните не треба за ништо да се грижат додека се тука пратениците. Со цел граѓаните и да го пратат фудбалот и да ја пратат расправата во храмот на демократијата, пратеник одлучи на лаптоп да го емитува фудбалскиот надпревар помеѓу Реал и Јувентус, со што граѓаните би биле информирани и за спортот и за седницата. За настаните беше живо заинтересирана и пратеничката група на ДУИ, кои според наши извори имале уплатено колективно ливче, кое за среќа на сите нас е добитно. Драгстор ли е, суд ли е? Суд е, Александар. Точно е дека периодов судовите работат под полна пареа. Откако екс-премиерот Никола беше задржан 11 часа на рочиштето за предметот Тенк, каде што се слуша објавените и необјавените бомби за ОННМ, од судот размислуваа да воведат и трета ноќна смена.
Екс-премиерот Никола Груевски изјави дека за него не се проблем овие долги рочишта, затоа што тој е навикнат да работи 24/7, но изрази загриженост за здравието на судиите кои не се навикнати на ова темпо на работа. Иако напорни, сепак овие рочишта од маратонски карактер имаат цел да ја донесат правдата во Македонија, која што се очекува да дојде во недостаток на доаѓање живот, чист воздух и добро здравство. Откако Охридското шеталиште е покриено со вода и нивото на езерото според последните информации е на 694 метри надморска височина, што е 27 сантиметри над максимално дозволената кота, нашата екипа отиде на лице место да провери како преживуваат охриѓани. Така, Александар, колегата Паша Зотов треба да е веќе пристигнат во Охрид. Режија, дали го имаме на линк? Да, бе, јас сега дојдов, стигнав, ми дадоа картичка од работа за со автобус ме пратија да дојдам. Ено го! Кодзијас, човече. Кодзијас! Кодзијас! Забрај дека не слуша. Гитлер е малака. Името на... Топки! Никос, абе како си? Што вика вие има него дава шо? Абе, пушти ги овчерашни, овие до сега името си е договорено. Топки, топки! Името. Што се тоа топки ре? Сладолед неки. Пагота? Да бе. Две топки пагота ванила и лесик. Готове? Пошто ванилча? Да, овие пријатели Friends? Friends forever бе неки. Friends, Кодзијас. Топки, на! Се извинуваме, очигледно линкот не е се уште подготвен или режија? Јеле го на линк сме, може. Може, Ланчо, дали се слушаме? Кај чинава што не ги стадо, а кај чинава. Тие се твои таму? Ги стадов не надвор, ме. Ама ќе се поплавите за... Да, така е студио, стигнав, фала што се грижите за мене. Тука сме со Климче. Климче, што имат? Ланче ништо немат, кој што кажеш. Не сум Ланче, за почеток Ланчо. Значи, немој да... Јас ко можам Климче, мојшите Ланче што имат ништо од љубов од што сум јас. Јас сум оди што љубит сите луѓе, као се вика тоа. Филателист. Филателист, тоа е, Охрид ги љубиме луѓе, затоа е овде. Кажи ни што се случува? Што се случува? Ево гледате, имате езерова, малку го пушчивме понаваму. Контрапропаганда стига, то ти езерова било не знам што било, поплавено, ништо нема. Еве кој што гледате овде шеталишчево, го направивме пливалишче, зашто децата ако се капат да не идат одма во длабоко, но овде малку да се адаптират од и водава што е. И тоа е. И убаво ќе дојде. Така да немат ништо, јас ги повикувам сите, ние сме овде човекољупци, да дојдат Охрид, убаво ќе си поминат и така. Соба Дантревит. Добар ден. Добар ден. Тази ли е Ерусалим на Балканите? Тази е Сопчевите вид. Апартамент с виу на езерото ке ме молја. Апартамент немат. Имам сопчина само, знаеш како е, два кревети со чашчина чисти со топла вода, нон-стоп од 2 до 4 имат. Овде на 10 метри од, ено го. Ево го. На Google Maps казва каштата е на 100 метри. Ам стига F5, море, гледа езерова доаѓа, сега беше на 100, сега е на 10 метри. А знаеш да пливаш ти? Комса. Тоа е, ако сакаш на 100 метра по Илескоец. Завршивте се од туристот? Да, може да ќе се врати. Да се вратиме на нашата тема. Значи, езерото е надојдено. Што ако се истопи снегот на Галичица? Еве, Дрим е пуштено на најако. Што очекувате како, нели? Ако си стопет наеднаш снеговива, што да речем? Што е? Оф рекорд со ова, ако си стопет, туристите сите ќе ни избегаат, кичео ќе ни избегаат. Тоа е. Ама па на градот на Кришчева некој баланс мора да се имат и во туризмот. Тоа беше Климче кој што ни објасни нешто повеќе околу ситуацијата и надојденото езеро во Охрид. Иначе, јас се чувствувам добро, малку бев нервозен претходно, но сега е се окей, се е во ред. И сега сватив дека не е лошо да бидеш репортер од Охрид. Одам за подпеш студио. Како лошо, мора убаво или шубаво е? Убаво е. А сега, кога сме уште близко Охридската ривиера, предлагам да се префрлиме во вилата Билјана и да видиме како помина средбата помеѓу грчкиот и македонскиот министер за надворешни работи Никос и Никола. За жал од блиски Билјанини извори дознаваме дека за време на вечерата не бил постигнат никаков напредок во капацитетите на Димитров да одговори на нарачките на Кодзијас. Ова станало особено очигледно зашто пред Охрид грчкиот министер го посети Белград, каде што српскиот колега Ивица Дачик го увери како треба да се одговори на желбите на гостинот.
Најверојатно и наводно Кодзијас преговорите ги напуштил со верување дека до следната средба македонските власти ќе научат да пеат според грчки ноти. Алфа 153 пуштете одма појачање буби е ранен. Откопани улици, багери, дизалици, валјаци и бетон. Вака изгледа булеварот Партизански одреди во Скопје. Гневни, револтирани и напнати под постојан притисок и високо ниво на стрес и шекер во крвта се скопските вулканизери. За таа цел, нашиот репортер Јелисалфета Крстич Поп Мајбах посети една вулканизерска работилница. Да погледнеме. Така, студио се наоѓаме кај вулканизер зона, па кажете ми која големина на бандаш најчесто доаѓаат за промена на гуми? Па 195, 50, 16 и 18 има, ама не е ни битно тоа девојче. Што гуми испод сепа, народов стварно греота е. Греота е за нив, греота и за мене. Скиснав у Каналов, скиснав на дизалица. Што ќе прават со партизанска ствара не ми е јасно. А кажете ми... Смени фулја на кола. Одлично, нема мотор, као си смени луѓе. Ти реков гуми да смениш стока. Добро бе, а да смена минава? Извини, девојче, едно Мики Манијас. Нема извини. Со какви проблеми се справувате? Како ме прашуваш вакви прашања, бе, со какви проблеми? Влези у Каналов, види со какви проблеми се справува. Па по 25 коли на ден, бе, девојче, на дизалица, со Чираков сипме ден, како ни го спопикаа, браво. Ја шо прават стварно, партизани, бе, да бе, ке го слободеа Скопје до сега. Уште вие со партизанска се мучат. И не знам што ме прашуваш, ме, ете ти граначалници, тамо прашуваш и прашај граначалниците ме. Немам што е со граначалници, ети ти хабар борта, кој знаеш, и смени му и гумите, окей? Пошто си многу стручен. А вие сте? Кој сакам? Професионално сум пијан на Скопје. Кажете ми за проблемов на вулканизерите и зошто се изгребани улиците? Тотално не ти го разбирам прашањето. Прво ние тие улици ги наследивме изгребани, така тие што ги изгреба, ти требаше да си ги направат. Кога се дава критика, обично таа критика треба да е издржана, а не само да се критикува цело време. Знаеш што е издржана критика? Неговото вулканизерско деколте. Каналов е отворено, дека ќе пани ќе се убие некој. Не го лаби, бе, не го лаби, бе. Ова нема дзивани, бе, ова не е тубелес гума, шо? Не си ни мачи, ја разбереш што е тоа. Што ти е, бе, макни се гума? Тоа се случува, шо? Па пукаат гуми секој ден, шо? Па пукаат е добро. Ама имам проблеми, разбираш, од страфници. Студија? И ти кога си видиш тука можеш онага, да знаеш да ти ја проверат Федер Фуфната, пошто стварно не знам што да ви кажам. Чао. Студија. Девојче, кој беше овој, бе? Што му, што? Овде не е тубелес гума. Значи прекини, студија. Кој е поголем новинар? Кој побрзо доаѓа до информација? Кој подобро се снаоѓа во истражувачка сторија? Прашање кои си ги поставува секоја сериозна редакција, па така и нашата. Мојата колешка Јелена е во другото студио. Така е, колега. Поради можната реконструкција на нашата вчерашна редакција, на тест ги ставивме нашите искусни долгогодишни новинари. И тоа Маја, попозната како Маја Некнешни, и од мојата десна страна Мартин, попознат како Мартин 99. Дали сме спремни? Секогаш. Ајде да одиме. Кој е министар за правда? Не знам, изгоре. Понатака? Мартин? Понатака. Опиши го министарот за култура. Маја? Голем човек со долга коса кој што се грижи за културата. Каде е Пробиштип? Маја? Кај Македонска каменица. Потам. На крајот на светот, па лево. Колку пратеника има Бачев? Мартин? Еден. Нема, бе, нема пратеници. Гаси камера, ајде уште еднаш. Нема пратеници, бе. Па што има врска, не знам луѓе дека е места нова? Колку пратеника има Бачев? Мартин? Сите по можност. Браво, брату! Искина, браво, искинија! Како се пишува, не знам. Споено или одвоено? Мартин? Не знам. Кој плаќа повеќе, СДСМ или ВМРО? Маја? Сорос. Ајде, ма па ти доста не биде таква феминистка, дај му на Мартин! Како се прави Excel документ? Маја? Кога отвораш компјутер и викаш некој административен работник, пошто ги има нели многу сега, и му викаш отвори Excel документ.
Колку трае мандатот на председателот на Република Македонија? Маја? Бесконечно. Што се тоа блиски извори? Мартин? Тоа се извори кои што се блиски до текот на реката. Папа, видели брато, тата. Што ќе го советува Бошковски Заев? Маја? Како се бакнува земјата кога ќе слеташ од авион по странски инвестиции кои ќе одиш? Кој македонски новинар најдобро вика студио? Мартин? Арчи. Така бе, брато, искинија! Тоа беше се за овој прв новинарски тест. Денеска победникот е нашата Маја. Ќе видиме во наредната епизода дали резултатот ќе се изравни или не. А ние продолжуваме со вчерашни. Останете со нас. Па што има врска, не знам луѓе дека е Местанова, голем так. Битно е шоу, они сакаат шоу да гледат. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Децава се зафатени, никако да ги видам, а не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, душата ми се полни со мирина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Конечно почнаа да работат административците кои седеа дома и земаа плата. Како што информираат од владата, тие се распределени во Министерството за финансии, УЈП, Царинската управа и секаде каде што имало слободно биро. Сепак не сите се срекни со ова решение. Околу 10% од овие вработени одбиле да бидат прераспределени од нивните домови на други функции, со објаснување дека тоа може да им ја намали ефикасноста на работата и дека ќе им треба долго време да се навикнат на новите работни услови со што би трпеле единствено граѓаните. Тие апелираат да се зачува постојната систематизација со што тие би останале дома и би земале плата. Воспротивно, како што велат вработените кои седат дома, тие ќе пристапат со штрајк и неизвршување на нивните обврски. На македонската оригиналност и нема крај. Имено неделава крадец провалил во еден објект, при што од сефот украл 1000 денари, 320 евра, еден ресивер, а потоа избегал. Мислевте дека се работи за банка, стан или казино? Се лажете. Крадец заборавен од државата со погоден алат отворил еден прозорец и извршил кражба во просториите на Црвениот крст на Република Македонија. Полицијата се уште не располага со информации за тоа дали на овој високоморален граѓанин кој краде од добротворната организација под А, очајно му требал ресивер, а парите само ги земал да одвлече полицијата од неговите траги. Под Б, сакал да го фати клетва, тоест да му се исуши екстремитет, или под В, сакал да ја ограби швајцарската амбасада, ама ги утнал боите на символите. Како и да е, се надеваме на брза разрешница и полнење на сефот на ова за нашето поднебие, за жал преку потребна организација.
Скандал го тресе светот, што значи скандал ја тресе и Македонија. Се работи за скандалот дека Facebook ги собира нашите и вашите лични податоци, па дури и пораките. Вчерашни реши да истражува што треба да направите за да сте сигурни на интернет. Ланчо разговара со висок експерт од оваа област. Да, така е, студио светот го тресат многу скандали, а еден од поглавните скандали е и нели заштитата на Facebook на податоците. Со мене е доктор Писи, кој што ќе ни објасни нешто повеќе околу тоа како да се заштитиме на Facebook. Добар ден. Добар ден. Како да се заштитиме на Facebook? Епа, ти женет си? Не. Епа, немаш гајле. Епа, тој што е женет, ако му е партнерот љубоморен, онда по-опасно е тоа. И за тоа треба, најважно од све што вика, компјутерот че да треба да има имунитет. Имунитет да има компјутерот се таа капки. 2 капки на гладно од овие цабајле. И компјутерот се заштитиш. Значи, еве, го слушнавме Цукерберг. Рече дека Македонија има највише лажни профили. Цукерберг женет ли е па? Па, најверојатно е женет. Епа, најважно од све, капки на природна база од овие. Ова е супер све што зборувате вие, но прашањето е како граѓаните и луѓето да се заштитат на Facebook. Ако добиеш, на пример, од некоја плавуша комшика некоја, дека стака со тебе, полово да општи. Тоа ти е, вирус, 100%. И ако нема капки, онда може тоа флопи, кај што се флопи му се става кромит. На природна база 2-3 од тие крупчиња забајле, треба имунитет. Компјутерот, капки на природна база. Значи, друго е прашањето, сте се фатиле за капките кога слеп за стап. Ништо не ми одговоривте, за джабе го утепа времето. Да видиме што мислат граѓаните на оваа тема. А што мислат граѓаните? Полека сега ќе видиме. Еве ја, на пример, играм спортска играм. Имам другарче на Facebook, ми пишува сигурни. И после читам у Америка таму, некој тип на истата утакмица милионче фатил. Мене онака никоја не ми пишува, така да Цукерберг, ако му треба мојата слика, нека ми прати адреса и ја ќе му ја испитам, ќе му ја урамам, нека си ја стави на биро. Ете, као што можевме да проследиме, никој не одговори на прашањето како што треба да ни даде и да ни помогне. Прават за 50 работи муабет. Но, доколку и вие се грижите за тоа дали вашите податоци протекле од Facebook, ние можеме да го провериме тоа. Вие се што треба да направите да го пратите вашето корисничко име и лозинка на мејлот вчерашни новости @hotmail.com. И потоа ќе добиете одговор дали некој бе и капки на природна база обавезно. Гаси ја камерата, не можам поише. Имунитет да има. Прекини. Студио? Да. Ти благодариме, Ланчо. А ние продолжуваме со вчерашни. Владата и официјално го назначи Љубе Бошковски за советник за странски инвестиции во кабинетот на премиерот Заев. Според информација од Илинден број 2, само Бошковски ги исполнувал условите во конкурсот, диплома од правните науки, активно познавање на англискиот јазик и работно искуство од најмалку 5 години во струката. Вчерашни дознава дека предност за Бошковски бил и подолгиот работен престој во Шевенинген, Холандија, каде што имал прилика да се запознае со инвеститори од регионот на поранешна Југославија. Исто така, само Бошковски приложил доказ дека умее да ракува со митралет жабица, што може да биде особено корисно доколку е во потрага по странски инвестиции од Блискиот Исток. Она што останува нејасно е кој е посебниот советник, кој го советувал премиерот да ги вработи баш овие посебни советници. А доколку таков советник не постои, време е владата да распише уште еден конкурс за советник за посебни советници во владата. Нова ингениозна идеја. Скопје 2014 е на пат да биде загрозено од најавата за проектот Куманово 2018. Наместо идеја како да бидат оживеани спомениците Чик, Кирофетак, Кени Кик, Јук турист и Тутунски комбинат, Димче Ребице и Биброк, како и други, Кумановскиот градоначалник предлага да биде подигнат уште еден монумент што ќе символизира транзицијата. Јас планирам на една од следните седници да излезам пред Советот со предлог да ми даде согласност да во истиот парк поставиме спомен обележје на компанијата американска KBR. За оние кои не знаат, KBR е Kellogg Brown и Root, компанија преку која кумановци работеа во Ирак, Афганистан и слично.
По овај гест се очекува градоначалниците на Паланка, Струмица, Виница, Берово и Делчево да поднесат иницијатива за изградба на споменици на бугарскиот пасош, како документ кој во историјата имал најголем придонес за вработување на македонците. Долга е раката на правдата, а низините прсти ќе го стигнат секого. Било да е тоа осамен волк кој продава мароли на пазар или загадочна тајна организација која има за цел да паркира на тротоари. Од раката на правдата сон нема ниеден криминалец, а посебен кошмар за овие окорели отпадници од општеството се тимот на полицајци Алфа и Буби Бета. Ова е една од нивните многубројни акции. Алфа 153 пуштет одма, појачање Буби е ранет. Полека Буби, значи полека. Ајде. Полека. Ништо не ти е пространала рана у грудата, над срцето, не панич. Ки нема да издржам, шефе, нема да издржам. Ќе ме носиш у Макдоналдс ако издржам, шефе. Не, Буби, не идем у Макдоналдс, знаеш дека униформа не даваат гратис џабе. Не идем у Макдоналдс и ќе издржиш, те молам. Извини, шефе, извини, не ти ги вратив тие 100 евра. Не се губи, прво се 200 евра, ќе преживееш и ќе ми ги вратиш, држи, еве, ја ќе држам притисок и не се губи. Алфа, Буби, I just wanted to make you proud, Alpha. Не ми збори, мака, тама научи англиски, немој се. I just wanted to make you happy, my partner. Немој поминели, Fat Boys for Life. Fat Boys for Life. I see the lights, Alpha. Појачањето ме кае. Абе, вие бевте? Ама, не се напред. Буби. Нема ме, Буби. Ајде, чувакај, Буби. Чувакај. Полека, Буби, чувакај. Така, Буби. Се врати. Супер. Пицава кој ќе ја плати? Ти изгледам ли на некој шо плаќа? Ај, бриши од тука, носиш ли лична карта? Ај, мрш од тука. Абе, шефе, знаеш, убаво што се накапав преје. Си реков, што се накапав е устари ќуток компириве, камен. Колку пати сме рекле неаден дека не си иду акција? Колку пати, шо рековме? И hello buddy, hello ghost. Да. Здраво тело, здрав дух ме, Буби, ти си законот, значи ти мора да си 100% у функција, дали ме разбираш? Да, треба. Ако треба да јадеш, ќе јадеш. Значи не те интересира акција, не те интересира ништо. Шефе, а уште гледам светлина, знаеш? И шо гледаш светлина камера, ја вчерашни што не снимаат стално, бе? Снимаат, да. Ми правиш трецу и да се наслачам пред камера, онаму. Го извини се. Да ме извини се. Ајде, па вие со камерата бавнете со тука, ајде. Сакаш компирче? Не икам, здраво јадам, ја пазам на себе. Треба и ти малце почнеш да пазиш на себе. Само еден човек на планетата знае дали на вистина дојде пролет. Следува временската прогноза со Ведермен. Сонцево ни дава права пролет. Време на алергии и полен. А колку здравството е доле, попрво би се направил на тоа што и би останал болен. Разбирам, не сме хипернација, но мислам дека министриве треба да станат од хибернација. Реконструкција, влада акција, рекога тогаша сеа, џабе интерпелација. Снежа, што интерпелација во уствари? Појма немам, што има со зборови уствари? Тоа беше се во најновите вчерашни новости. Сега сте Чекор за ците. Гледајте ни следната недела во истото време, 20 часот, Телма телевизија. И не заборавајте, емисијата имате уште вечерва на YouTube. Останете така. Како? Така? Добро утро. Добро утро и од мене.